Отворање на 45-тото издание на македонскиот бисер, најпрестижната манифестација во боречкиот спорт, најтрофејниот во историјата на македонското семејство на спортови. Ова традиција која што е веќе 4,5 децении изразена преку овој традиционален меѓународен турнир и покрај ситуацијата со коронавирусот и покрај сите оние мерки кои што во целост се почитуваат до максимум, Боречката федерација успеа да обезбеди надпреварувачи од 7 земји, меѓу кои изворедни надпреварувачи од Русија, кои што настапуваат на овој турнир. Денес беа квалификациите, елиминации во неколку од категориите, во некои пак категории, како што е ова првата до 61 кг, овој настап ќе биде финале, потоа ќе видиме категорија 65, 70, 74, па 79, 86, 92 и 125 кг. Купна 8 категории во кои ќе видиме борби. Овој првиот меч е меѓу Владимир Егоров, нашиот репрезентативец кој минатата година освои и бронзен медал на Европско првенство, беше и олимписки кандидат, ќе настапи против Сергеј Бонев. Владимир Егоров е во црвен дрес или во црвениот агол. Согласно пропозициите, борбата трае 6 минути, а како и многу пати во изминатите години, овој турнир и овој директен пренос го реализираме со стручен консултант и еден долгогодишен надпреварувач, потоа и тренер, долгогодишен спортски работник во борењето, Трајче Димков. Најпред добро вечер, добре дојдовте и се надевам дека ќе уживаме во квалитетни борби. Благодарам, Горан, огромна честа да бидам дел со вас, заедно да ги коментираме овие прекрасни борби. Ова што се случуваше до предпоследните борби, можам да кажам дека имаше одлични настапи. Еве, тука сме во финалето, го очекуваме Егоров, како што реков, ми е задоволство да можам да ги споделам искуствата што ги знам, за да што поблиску им доловиме на гледачите оно што се случува на теренот. Така, ова е категорија до 61 кг, најлесна категорија од овие кои што ќе ги видиме на душекот денес, инаку 57 е категорија во која што немаше практично надпреварувач, имаше само еден пријавен и затоа е ова тука. Да, сега имаме интересна. Значи веќе веќе 4-0 водство на Егоров, 6-0, значи брзо поентира, иако имаше една акција на бугарскиот репрезентативец, не успеа да ја реализира, беше контриран и веќе направи. Значи сега имаме нови правила, така да веќе е 8-0 и само остануваат уште 2 поена до победата на Егоров. Меѓутоа најавија жалба бугарските тренери, да видиме за што се работи, иако според мене беше чиста ситуацијата, направи акција бугарскиот репрезентативец, меѓутоа недоволно ја реализира. Успеа тука Егоров да ја исконтролира ситуацијата, да поентира 2 поена и уште 2 пати да направи техника. Тоа е ауфрайзер, која е многу популарна во партер борењето, односно кога ќе се најдат противниците во лежачка положба. Значи за минута и 25 секунди 8-0 веќе за Егоров. Согласно пропозициите имаат право на челендж тренерите, барем поеднаш, ако е тоа успешно. Еве повторно забавена снимка, дел од овие неколку одлични акции што ги направи македонскиот репрезентативец, инаку натурализиран од Русија. Еве сега коригирано 6-0 е резултатот. Во забавена снимка ги гледаме овие претходно споменати успешни акции по кои да ми се чини на 3 пати по 2 поена успеа да направи Егоров. Да, многу ефикасни се. Гледате дека тука повеќе пати го заврте и на една и на друга страна, тоа се поене, меѓутоа еве оставаме на одлуката на судите, сепак ќе се погледне уште еднаш борбата, еве гледате нашите гледачи, така да во секој случај очекувам победа на Егоров, иако и во почетокот доколку заприметивте дека беше опоменат бугарскиот борач со опомена да биде поактивен и затоа тој можеше да атакува. Доколку се случеше да не се направи поен, можеше да изгуби, да добие јавна и да изгуби еден поен. Да, и уште еднаш можеме да видиме во забавена снимка како изгледаше сето тоа. Најпред бугариот можеби делуваше дека има некаква блага предност, но тука е оној момент, оној дел од секундата, еве го моментот. Вештината доаѓа до израз и физичката сила, меѓутоа пред се техниката и правовремениот тајминг на реакција. Колку сакам да бидам и пристрасен и навивачки кон Егоров, мислам дека успеа да ја го амортизира нападот на Бонев и мислам дека успеа да се излече и буквално да се врати да оди позади него. Во овие ситуации има таква слична ситуација кога тој од стоечка положба ќе направи акција и ние
викаме ја промашува техниката, де тогаш ги кребат судиите гори без поени. Меѓутоа во овој случај ми се чини дека имаше поени. Еве сепак оставаме на одлука на судиите. Да, еве 2 поена му доделија, значи сепа 7-2. Сепак некој компромис би рекол. Сега 9-2. 11-2. Сега ова треба да го протолкуваме. Па да, се види дека неколку пати Егоров значи имаше повеќе акции кои ги спроведе. Сега по 5-2. Добро, ајде ќе почекаме да видиме дека решат судиите. Добро што имаше и реакции, но еве Димков, интересно е тоа што не е ова пријателски турнир. Напротив, ова е турнир кој што е од пријателски карактер, меѓутоа престижен турнир, многу големи борачи своевремено доаѓа, се надеваме дека во иднина така ќе биде кога се работи македонскиот бисер, меѓутоа сите се дојдени да победат. Точно, престишеме да победат и да им кажеме на нашите гледачи дека овој турнир е врз основа на програмските календарски активности на Светската борачка федерација. Значи сме влезени во календарот на Обединетото светско борење и така да овој календар се на највисоко ниво се организира. Да, и во тој сегмент само да напоменеме дека и следната година амбицијата на раководството на федерацијата е да се издаде уште поатрактивен термин кој ќе биде веројатно како подготовка во оние значени подготовки за европско или светско првенство, но затоа потоа да видиме сега повторно има акција долу, резултатот е 7-2. Имаше обид на бугарскиот репрезентативец. Тука го контрира Егоров, пробаше да поентира, не успеа и мислам дека тука малце сега како да се предпазливи двајцата после таа акција што се случи, бугарскиот репрезентативец свати дека Егоров е силен во партер позиција и мислам дека ќе се труди максимално да не дозволи да биде уште еднаш слечен долу на борилиштето за да може да држи некоја позиција, бидејќи Егоров е силен во тој дел, гледаме дека покажа ситуација. И обид за нога, тоа е влез за нога, не успеа Егоров исто така пак како претходно. Значи тука имаме, гледате дека бугарскиот репрезентативец има техники од стоечка положба, меѓутоа атакува и на нозите. Сака да поентира преку влез за нога. Тоа го работи. Во овој момент недоволно, Егоров го контрираше, го блокираше, меѓутоа за малку не успеа да направи контрзахват за да оди позади него, каде што се освојува сега 2 поени. Сакам да кажам во однос на тие 2 поени револуционерен потек на Светската борачка федерација, бидејќи сега влезот за нога и соборувањето на противникот се доделува 2 поени. И тоа е нешто што порано не беше така, бидејќи најтешко е да влезиш за нога и да освоиш поен, а се добиваше само 1 поен. А доколку од тврдачка, од горна положба се направи акција, добиваа 3 поени. И значи тука му се даде предност на влезот за нога, за да се поентира и за да ги мотивират борачите да го работат тоа. Така, и да бидат што повеќе така тактички го дојдат. Само да напоменеме дека по третата минута има прекин од 30 секунди. Тоа е практично крај на првата рунда, а втората почнува од третата минута па надолу, значи да, како што најавивте вие, борбата трае 2 рунди по 3 минути со 30 секунди пауза. Еве, им заврши тие 30 секунди пауза, сега продолжува тука. Да, ова се некогаш и они класични шлаканици, сега да кажеме, малку провокативно делува. Тоа е психолошки делува. Провокативно и психолошки, некој можеби ќе го уплаши противникот, нешто ќе го заплаши. Дозволено, меѓутоа мислам дека судиите знаат и тоа да го проценат и да го санкционираат тоа нешто ќе го направи тоа. И може да се направи грешка некој од борачите доколку тоа го направи. Така, мора да биде се дозирано и во рамките на дозволеното. Е повторно обиди на бугарскиот надпреварувач затоа што тој губи со 7-2. Би сакал да кажам, иако борењето делува така грубо и така натаму, дека сепак е храбар спорт чист, кој ајде да проследиме акцијата. Повторно беше истата акција, значи тој атакува и мислам дека ја бара десната нога на Егоров. И сега тоа е во една позиција, сега ја држи раката и пробува да влезе во да му ја фати ногата за да го собори. Тука има една техника се вика мелница, која е многу интересна и доста ефикасна. Цело време гледате дека пак се уште еднаш истото го прави. Егоров блокира, меѓутоа ми се чини дека ќе мора да ја промени тактиката за да не дозволи во некој последен момент да му се случи да му направи акција и на крај веќе да нема време да реагира за да заврши борбата како што треба.
Минута и пол до крајот. Се чини дека Егоров не напаѓа, меѓутоа ја чека својата шанса. Добро ескивира за сега, не дозвола противникот да влезе за нога. Па, да, има предност и мислам дека тука таква тактика одбрана, меѓутоа јас не би ја препорачал и вклучително затоа што мислам дека и десната рака многу длабоко дозволува да ја даде и тука може многу вешто бугарскиот репрезентативец да поентира. Така да треба да внимава. Искусен е до случај. Еве гледате, меѓутоа тоа му е тактика. Гледате како раката ја држи под неговата рака со намера да направи акција во однос на тоа, меѓутоа на Егоров му одговара пата ситуација, води во овој момент, меѓутоа на бугарскиот репрезентативец мора да промени нешто. Да, почна последната минута. И мислам дека сега ќе се забрза активноста на бугарскиот репрезентативец. Можеби тука Егоров е искусен да го искористи пак да направи некоја контра за да дојде до поен. А тука веќе малку и Ево го повторно истото или по неколку пати. Значи, тука нема промена во таа ситуација. Егоров свати дека тука едноставно го блокира, не му може ништо и дозволи да го работи. Тоа едноставно го чека. И тука е многу голем проблем кај тие боречи кои се ограничени со една техника. Значи влегуваат на едница страна и многу се проценливи. Може да се проценат како се следат неколку нивни борби, така се ватат зашто се случува. Јас мислам дека тука Егоров има идеална шанса да поентира, меѓутоа држи намерно, го гледа времето, искусен борец и мислам дека тука ќе задржи. Да, обид за тракција на крајот, 2 секунди да остануваат и уште 2 поена за. Ние ја викаме крвата, не успеа да ја направи бугарскиот репрезентативец, беше уште еднаш контрира. Очигледно се работи за квалитетен млад борач кој до крај не успеа да ги изведе двете акции, меѓутоа се гледа дека е добар подготвен. Во секој случај бугарските репрезентативци бугарските боричи се едни од најдобрите во светот. Апсолутно. Владимир Егоров покажа неколку години веќе